Да ги погледнеме најавите за денешниот дневник. Дали е на повидок формирање јавно предпријатие за управување со Охридското езеро? Од наредната недела намалување на цените на над 50 основни прехранбени производи. Се е подготвено за јубилејното 35-то издание на Охридски староградски средби. Прва помош достапна за сите. Прва помош во дигиталниот свет е темата за одбележување на Светскиот ден за прва помош. Трета меѓународна едриличарска регата викендов во Охрид. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид претежно сончево време со локална облачност и многу топло со максимална дневна температура од 27 степени. Во текот на ноќта кон петок ќе биде ведро со локална облачност и топло. Утре над Пиринејскиот полуостров, локално до Алпите и Апенинскиот и Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици, услови за локално врнежи од дожд и на југ од Скандинавија. Во останатите предели ќе преобрадува претежно сончево и топло време за овој период од годината. Во поголем дел на Балканскиот полуостров во петок претежно сончево со локална облачност и топло време. Попладне зголемување на облачноста која ќе донесе умерено облачно и нестабилно време со дожд и грмотевици. Во приморските делови од Балканот на крајниот југ сончево и топло, максималните дневни од 24 до 31 степен. Во Македонија во петок времето претежно сончево. Ќе има појава на локална облачност, ќе биде топло. Попладне и вечерта локално во северозападните, северните и на крајните североисточни и источни делови умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и слаб североисточен и северозападен ветар. Минималните температури од 10 до 18, максималните од 25 до 33 степени. Во Охрид во петок претежно сончево со локална облачност и топло време, минималната 13, дневната 27, а во сабота и недела претежно сончево со локална облачност и топло. Попладни услови за слаби и локални врнежи од дожд, утринската температура 13, дневната 26, односно 27. Во понеделник сончево и топло време, минималната 14, дневната 27 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Робник. Вршиме прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Робник.
Ова лето, загризете го најсладкото венчини задоволство. Долго, топло лето исполнето со многу изненадувања подароци и најсладките венчини производи. Забави на најпопуларните плажи во Охрид, во најголемите Тамаро маркети и секојдневни супер вредни подароци на Супер Радио. Ново лето со венчини и Тамаро, загризете го најсладкото венчини задоволство. Ова лето, венчини лето во Охрид. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со општина Охрид организира јавна расправа по нацрт законот за прогласување на Охридското езеро за заштитено подрачје во категорија 3 споменик на природата. Во нацрт законот предвидено е да се формира јавно предпријатие за управување со заштитеното подрачје споменик на природата Охридско езеро, кој пак треба да формира совет на засегнати страни и научен совет како консултативни тела, во согласност со законот за заштита на природата. Ова јавно предпријатие ќе се грижи и за непосредната заштита на езерото преку формирање на чуварска служба. Заради геоморфолошките и хидролошките карактеристики, исклучителните природни вредности како дел од светското природно наследство на УНЕСКО и еден од најважните рефугиуми центри на биолошка разновидност во европски и светски рамки, Охридското езеро се прогласува за заштитено подрачје од трета категорија споменик на природата. Стои во првиот член на нацрт законот за прогласување на Охридското езеро за заштитено подрачје во категорија 3 споменик на природата, по кој денес во општина Охрид се одржа јавна расправа. Во нацрт законот предвидено е да се формира јавно предпријатие кој ќе се грижи за непосредната заштита на езерото преку формирање на чуварска служба. Предноста на овој закон, што се очекува да биде во тоа што ќе се формира дури сега јавно предпријатие за управување со Охридското езеро. Според законот за природа ќе мора да се формира чуварска служба, што е едно добро решение за да може постојан надзор да се прави на крајбрежјето на Охридското езеро за сето она што се случува и навреме да се земаат мерки за заштита и за санкционирање на непожелните дејства. При изработката на нацрт законот се користени најдобри пракси од страна на Меѓународната унија за заштита на природата како најеминентна и меѓународно призната организација за заштита на природата во светот, која посветено работи на заштита и зачувување на природата во период од неколку децении е светодавно тело на УНЕСКО за дел на природното наследство. Никола Киселинов, екологист од Охрид, пак вели дека овој нацрт закон е обид да се стави стопан на езерото. Нема да дозволиме било какви формирања на јавни предпријатија под знакот на наводници јавни, а ќе бидат партиски, со партиски луѓе и партиски интереси. Тоа Ма какво професионално, луѓе мои? Кој професионално? Значи имаме професионални институции ние, завод и музеј, хидробиолошки, професионални институции. Што потреба сега нови институции? Нека направат они институција за заштита на Охридското езеро, а не јавни предпријатија. Нацрт законот за прогласување на Охридското езеро за заштитено подрачје во категорија споменик на природата се заснова врз студијата за валоризација на природните вредности. Во нацрт законот предвидено е да се формира јавно предпријатие за управување со заштитеното подрачје споменик на природата Охридско езеро, кое пак треба да формира совет на засегнати страни и научен совет како консултативни тела во согласно со законот за заштита на природата,
во кое ќе има представници од Хидробиолошкиот завод од Охрид. Можне се радувам што самиот нацрт закон предвидува оформување на едно тело кое што конечно ќе го дочекаме, без разлика дали станува збор за управно тело или менеджмент тело или јавно предпријатие како што е наведено, затоа што сметам дека тоа беше еден од хендикепите последниве години. Немаше тело кое што ќе ги спроведува препораките на менеджмент планот и всушност ингеренциите беа префрлани на една или на друга страна, дали локално или на централно ниво, и не можеше да се најде заеднички јазик во спроведување на сите мерки за заштита кои што биле или не мора да се пропишани. Заради исклучителната важност од тесна и координирана соработка на локалните самоуправи на чие подрачје се наоѓа заштитеното подрачје Охридско езеро, на 22 септември 2021 година од страна на градоначалниците на Охрид, Струга и Дебрта потпишана е заедничка изјава за поддршка на повторното прогласување на Охридското езеро за споменик на природата. Во изјавата сите три општини подеднакво се обврзуваат да ја поддржат заштитата на езерото, проактивно да учествуваат во структурата за управување со заштитеното подрачје и да се придржуваат и да ги спроведуваат прописите и приоритетите кои се однесуваат на заштита на езерото, а се наведени во студијата за валоризација на споменик на природата Охридско езеро. Јавната расправа се одржа денес во големата сала на општина Охрид, додека во соседна Струга иста ваква расправа ќе се одржи утре 15 септември со почеток во 10 часот во салата за состаноци во општина Струга. Статусот на Охрид и на Охридскиот регион како светско културно и природно богатство ќе биде разгледуван на 45-тата сесија на Комитетот за светско културно наследство на УНЕСКО, која од 10 до 25 септември се одржува во Ријад, Саудиска Арабија. Статусот на имплементација на мерките од стратегискиот план за закрепнување на Охрид и Охридскиот регион како светско културно и природно богатство се разгледува на 45-тата сесија на Комитетот за светско културно наследство на УНЕСКО, која од 10 до 25 септември се одржува во Ријад, Саудиска Арабија. Се очекува УНЕСКО да го соопшти своето мислење за статусот на природното и културното наследство на Охридскиот регион, формирано врз основа на заедничкиот ажуриран извештај што го поднесоа владите на Северна Македонија и Албанија. Извештајот содржи и стратешки план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион, во кој се вклучени сите преземени мерки и активности поврзани со превенција и заштита на природните убавини и културното наследство на Охрид и регионот околу Охридското езеро во зададениот временски рок. Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова ќе биде дел од владината делегација која на оваа сесија на Комитетот на УНЕСКО ќе ги застапува реализираните и предвидените активности поврзани со управувањето со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион, информираат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Конструктивна средба помеѓу Министерот за економија Крешник Бектеши и представници на 8 најголеми ланци за дистрибуција на храна во земјава. Цените на прехранбените производи ќе замрзнат. Бектеши најави и нови мерки на кои работат од Министерството и за производителите и за дистрибутерите. Одлуката на Министерството за економија за намалување на цените на основните прехранбени производи во вторник пред влада. Од наредната недела пониски цени на основните прехранбени производи и пошироки ингеренции на пазарните инспектори. Граѓаните конечно ќе го дочекаат и новото законско решение за нефер трговски практики, соопшти денес министерот за економија Крешник Бектеши. Министерството за економија на наредната недела, освен одлуките за намалување на цените на основните прехранбени производи, ќе направи измени и дополнување на законот за државен пазарен инспекторат, каде што ќе ги зголеми ингеренциите на инспекторите на ДПИ, за да може да постапат веднаш, без да поминат од одредени постапки, имајќи во предвид дека треба да се постапи експедитивно од страна на инспекторите. До крајот на наредната недела ќе го имаме и новото законско решение за нефер трговски практики, каде што ќе се укинат над 20% од одредени давачки во ланецот трговија, додаде министерот Бектеши. Во редовна владина седница ќе се усвои одлуката за намалување на цените на основните прехранбени производи закажана за вторник, а од среда државниот пазарен инспекторат ќе биде на терен. Очекуваме намалување
од минимум 10% во одредени производи, кои ќе ги објавиме во текот на вторник на наредна недела. Зборува за над 50 производи кои влегуваат во основни преамбени производи. За референтна цена ќе се земе една од цените од претходните месеци. Над 90% од производите на кои ќе им се намалат цените се со 5% ДДВ. Бектеши најави и нови мерки на кои работат од Министерството и за производителите и за дистрибутерите. Објасни дека дозволени се акции за намалување на цените само на производи кои се пред истекнување на рокот за употреба, што треба да биде назначено, а во спротивно трговците ќе се соочат со казни, па дури и со затварање на објектите, објасни министерот Бектеши. Се е подготвено за јубилејното 35-то издание на фестивалот Охридски староградски средби. Традиционално фестивалот ќе се одржи утре пред платото на Центарот за култура Григор Прличев. Организаторите велат, фестивалот има за цел да ги афирмира вредностите на староградскиот мелос и ги обновува старите добри градски музички традиции. Се е подготвено за јубилејните 35-ти Охридски староградски средби. Фестивалот Чувар на изворната песна, која е дел од културното наследство, традиционално ќе се одржи утре, пред платото на Центарот за култура Григор Прличев. Фестивалот има за цел да ги афирмира вредностите на староградскиот мелост и ги обновува старите добри градски музички традиции. Програмски квалитет, што значи вредностно продолжување на традициите што датираат од пред неколку векови, придонес за незаборавот на старите автентични песни, навраќање во богатата градска ризница на традициите од минатите векови, велат организаторите. Целта на овој фестивал е да ја негува традиционалната народната музика, народниот мелос кој се пее низ охридските кафеани, низ кафеаните во Македонија, па и самите ние нели на разни собирања по дома, дали се тоа визити, слави, знаеме да запееме некоја традиционална народна песна. Впрочем, нашата гордост е нашата традиција, она на нашите предци, која се пренесува од колено на колено и затоа ние сме тука како фестивал да не отидат во заборав тие традиционални мелоси, музики, песни. Амбиција на организаторите е фестивалот со децениска традиција да се проширува и да трае повеќе денови, но и да добие интернационален предзнак. На него да учествуваат ансамбли и од балканските земји. Моја заложба е да овој фестивал прерасне во еден поголем фестивал кој ќе се одржува повеќе денови, да не биде само еден ден, па дури да има некое интернационално значење, да речеме да можеме да поканеме да дојдат и групи од околните наши држави. Во рамки на програмата предвидени се настапи на градскиот мешан хор Вокс Лихнидос од Охрид, Куд Пере Тошев од Прилеп, ансамблот за народни песни Вања Лазарова од Скопје, Куд 8 октомври од Крива Паланка, Вис распеани Радовишани од Радовиш, Сдруженијето на граѓани распеани Штипјани од Штип, Куд Нуко Пусовски од Кичево, Куд распеани Гевгеличани од Гевгелија и фолклорниот ансамбл Бисери од Охрид. Педесеттина мотоциклисти, членови на Интернационалната полициска асоциација ИПА од националните секции на Србија, Хрватска и Македонија, утре напладне доаѓаат во Охрид. Тие кај подмолје ќе бидат пречекани од членови на мотосекцијата на ИПА Охрид, како и од членови на мотоклубовите од Охрид. Од тука ќе започне заедничкото мото дефиле, кој ќе се одвива по булеварите Туристичка и Македонски просветители до градското пристаниште. Моторџиите од ИПА националните секции на Србија и Хрватска доаѓаат во нашата земја на покана на ИПА Македонија во рамки на меѓународниот караван на пријателството. Тие денеска пристигнаа во Скопје, каде утре ќе одржат мото дефиле, пошто караванот преку Тетово, Гостивар и Кичево го продолжуваат во Охрид. Меѓународниот караван на пријателството, во чие одржување значајна улога има и Министерството за внатрешни работи и СВР Охрид, моторџиите од ИПА националните секции на Србија, Хрватска и Македонија го продолжуваат кон Битола и Прилеп, информира Стефан Димовски, председател на ИПА регион Охрид.
Прва помош достапна за сите. Прва помош во дигиталниот свет е темата на овогодинешниот Светски ден за прва помош. Покрај презентирање на знаењата и техниките за укажување прва помош при различни повреди, Црвен крст Охрид утре ќе организира и крводарителска акција. И оваа година Црвен крст Охрид со посебно внимание се фокусира на одбележувањето на Светскиот ден за прва помош, ден за промовирање на знаењата и вештините за првата помош, за придонес во промените за проширување и подобрување на обуките за давање прва помош како хуманитарен чин и клучна компонента за еден посовремен и поширок пристап. Темата на овогодинешниот Светски ден за прва помош е прва помош достапна за сите, прва помош во дигиталниот свет. Во тие рамки, утре 15 септември, на платото пред Центарот за култура Григор Прличев, во периодот од 11 до 13 часот, тимовите за прва помош на Црвен крст Охрид ќе презентираат знаења и техники за укажување прва помош при различни повреди. На овој ден својата хуманост ќе можат да ја искажат и сите наши сограѓани кои имаат желба и потреба да даруваат крв. На крводарителската акција, која во организација на Црвен крст Охрид, ќе се одвива во Центарот за култура Григор Прличев во периодот од 10 до 14 часот под мотото Дајте крв, разубавете го денот себе си и на другите. Викендов 16 и 17 септември во водите на Охридското езеро ќе се одржи третата меѓународна едриличарска регата Охрид 2023. Во организација на Сдруженијето за спортско едрење Акватика јахтинг од Охрид, поддржано од Едриличарската федерација на Македонија и општина Охрид, престојниот викенд 16 и 17 септември ќе се одржи третата меѓународна едриличарска регата. Учество ќе земат Едриличарскиот клуб Палик, Бродарски клуб Металац од Смедерево, Србија, Едриличарски клуб Смедерево, Централен Софиски јахт клуб од Бугарија, Едриличарски клуб од Полска, Струшкиот клуб Снегар и Акватика јахтинг од Македонија. Се чека потврда за учество на клубови од Црнагора и Грција, информираат организаторите. Ке се едри на регатното поле, градско пристаниште Канео, Горица 1, со почеток во 10 часот. Јавното предпријатие Охридски комуналец оваа сабота 16 септември ќе организира акција за подигнување кабаст отпад од урбана заедница Билјанини извори. Граѓаните кои живеат во овој дел од градот, доколку имаат ваков отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 16 септември со претходно пријавување на локацијата на дежурниот телефон 075 495 428 кој функционира секој ден во неделата во период од 7 до 21 часот. Кабастиот отпад треба да е уредно оставен до контейнерите или други пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Либискиот град Дерна и денес продолжува да брои загинати од како разорните поплави однесоа цели населби и зад себе оставија илјадници мртви. Повеќе од 5300 лица загинаа откако две пукања на брани донесоа разорни поплави во источниот град Дерна, најмалку 10.000 лица исчезнаа, десетици илјади се раселени. Градоначалникот на Дерна вели дека се плаши дека има од 18 до 20.000 мртви, се стравува дека до 20.000 луѓе ги загубиле животите во поплавите, изјавил градоначалникот на овој град. Неговата проценка се базира на број на местни заедници целосно уништени од надојдените води, а бројот на загинати продолжува да расте. Тела завиткани во кебиња се наоѓаат на улиците, а други се натрупани во камиони на пат кон гробиштата. Мртви тела исфрла и Средоземното море од вторникот. Властите стравуваат дека конечниот број на загинати би можел да биде многу поголем. Официјален представник на Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина објави преголема бројка на загинати, што може да изнесува илјадници. 10.000 се водат за исчезнати. Откако во понеделникот службениците на Црногорскиот виш суд откриле дупка на зид на депото на оваа институција каде се чуваат доказите, алармирале полицијата, а подгоричките медиуми почнале да шпекулираат што исчезнало од доказите. Председателот на Висшиот суд Борис Савиќ ги прекина шпекулациите и потврди дека ниту еден од судските списи или докази не е украден. Покрај тоа што само во последните 2 години во депото на Висшиот суд во Подгорица биле складирани речиси 10 тони дрога која служила како доказ. Савиќ смета
дека не станува збор за обид за грабеж, туку за подготовка на обид за бегство. Малку подоцна полицијата го открила другиот крај на тунелот во стамбена зграда на десетина метри во стан изнаемен пред 2 месеци, но не ги нашла сторителите. Министерот за внатрешни работи на Црна Гора Филип Аџич изјави дека тоа е еден вид напад на црногорската држава. Еден од изворите тврди дека тунелот бил копан најмногу месеци и половина, а според овие информации станот во сутеренот на зградата спроти судот сопствениците го дали под наем на крајот на јули. Акцијата најверојатно била спроведена во август, додека повеќето вработени во државната администрација биле на годишен одмор. Луксузниот брод за крстарење Ocean Explorer со 206 патници вчера се насука на оддалечената локација во источен Гренланд и не може веднаш да биде ослободен бидејќи се наоѓа на 1400 километри североисточно од главниот град на Гренланд, соопшти заедничката арктичка команда на данската војска. Нема извештаи за повредени и нема непосредна опасност од штета на луѓето во бродот или на животната средина. Најблизу до заглавениот брод за крстарење се наоѓа инспекцијскиот брод, но и тој бил оддалечен на околу 1200 наутички мили во момент на инцидентот, што значи дека би можел да стигне до заглавениот брод во петок наутро по локално време, се додава во соопштението на арктичката команда. Тројца луѓе на бродот за крстарење кои се насока на националниот парад Алперфјорд на Гренланд се заразени со COVID-19. Две наводни фосилизирани воземски тела биле изложени пред политичарите на специјална седница на Мексиканскиот конгрес. Наводните тела биле изложени во стаклени кутија, ги презентирал новинарот и самопрогласен уфолог Хаиме Мусан. Тој тврди дека биле испорачани од Куско, Перу и се вели дека се стари 1000 години. Овие примероци не се дел од еволуцијата на нашиот свет. Тие не беа извлечени од урнат НЛО. Тие беа пронајдени фосилизирани во рудник за земја од Диатомеј, рече Маусан под заклетва. Примероците биле анализирани од Националниот автономен универзитет во Мексико, а научниците кои успеале да ги добијат примероците од ДНК примениле радиокарбонско тестирање за да одредат нивната возраст. Ние не сме сами во огромниот универзум, мораме да ја прифатиме оваа реалност, рече Маусан, кој тврди дека јавноста има право да учи за нечовечките суштества и технологии. Маусан предходно беше поврзана со тврдењата за вонземски откритија кои подоцна беа разоткриени, вклучително и 5 мумии пронајдени во Перу во 2017, за кои подоцна се покажа дека се човечки деца. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.